Од кризниот штаб на општина Тетово велат дека побарале од владата да се укине организираниот јавен превоз. Упате исто така апел јавното претпријатие Македонски шуми во време на пожари да бидат поорганизирани и да имаат поголема контрола на планините. Секој нов пожар значи ангажирање на Тетовската противпожарна единица, екипа која е дел од кризниот штаб, игра голема улога во намалување на ширење на коронавирусот, рече градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Затоа ние фактички никогаш не ја двојам општина Тетово само, пошто нормално дека руралните општини околу нас се впрочем сите залепени едни до други. Од тука до Маврово Ростуше вие имате една целина на граѓани, на повеќе од 250.000 луѓе, густо населена територија, што апсолутно вирусот нема граници дали ќе биде од едно место на друго место. И токму поради тоа, значи, барањето за времено забранување на меѓуградскиот сообраќај сметаме дека ќе даде резултати, затоа што е многу важно да се намали корелацијата, комуникацијата на граѓаните да комуницираат од едно место на друго место. Имавме директно барање до кризниот штаб на владата, сериозно да гледа со Македонски шуми во делот, значи, на пожарите. Значи, шумите на Македонски шуми се институција која менаџира со тој дел и апсолутно сметаме дека сериозно треба да се разгледаат случаевите на појава на пожари, имајќи го предвид фактот дека појавата на пожари во делови кои се планински, непристапни секогаш и така, апсолутно ги земаат дел од работниците, противпожарните единици, полицијата и другите, кои, например, имаат други задачи во моментот кај урбаното население. Таа истакна дека побарала и помош за јавното комунално претпријатие Тетово. Да се разгледа можноста за поддршка на вработените од јавните комунални претпријатија, имајќи го предвид фактот дека се работи за експонирани работници и мерките, економските мерки кои се за други компании, да се гледа начин да важат и за јавните комунални претпријатија, имајќи го предвид фактот дека ЈКП-ата не може да генерираат сега средства како што генерирале во нормални услови. Во општина Тетово и другите околни општини откриени се нови случаи на COVID-19, со тоа вкупниот број заразени е 49, од кои 20 во општина Тетово. Останатите случаи се од другите општини. Во општина Тетово пак вкупно се направени 400 тестови на граѓани кои ги исполниле условите за тестирање, според епидемиолошката анкета на Министерството за здравство.